Кристина на првиот училишен ден. Дали си возбудена? Да, добро утро, вообичаено, како сите родители, возбудена и јас и сите оние кои што имаат ученици и денеска им стартува првиот училишен ден. Спомнавте добро, екипата на Македонската радио телевизија ова утро на терен во обиколка на училиштата во главниот град да видиме докаде се подготовките за старт на новата учебна година. Како што кажав, најстресниот и највозбудливиот ден за учениците, за родителите и за професорите. Нова учебна година со низа предизвици за околу 255.000 основци и средношколци и нивните наставници. Ова утро нашата локација за почеток е Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во општина Центар, најстарото училиште во нашата земја. Разговараме со директорката Сонја Кирковска. Добро утро, нека ни е среќен почетокот на новата учебна година. Добро утро, среќен почеток на сите ученици. Подготвено ли е се за старт на учебната година во вашето училиште? Во нашето училиште се трудевме многу и се подготвивме онолку колку што можевме. Мислам дека е се подготвено. Сите сме возбудени, среќни и започнуваме со новата учебна 2022-2023 година. Година со низа предизвици, морам да прашам што е со свидетелствата, ги земаа ли учениците или пак во текот на денешниот ден? Значи, околу свидетелствата, учениците пред се во јуни месец беа информирани за нивниот успех, како учениците, така и родителите, меѓутоа свидетелствата ќе ги земат токму денеска на првиот училишен ден. Имам информација дека учениците од прво, второ, четврто и петто оделение ќе учат од материјали, ќе задоцнат малку учебниците, но она што ме интересира, пристигнаа ли материјалите, ќе бидат ли обезбедени за работа? Материјалите се сите пристигнати за прво оделение, второ оделение, четврто и пето. Веќе се во училиштето, ќе бидат поделени денеска на првиот училишен ден. Почнуваме нова учебна година без антиковид мерки, дополнително можност и учениците и наставниците послободно да комуницираат. Мерки на предпазливост предпоставувам се уште има. Мерки на предпазливост секако дека се уште има. Тоа е навистина добро секогаш да бидеме предпазливи, бидејќи здравието ни е пред се. Среќни сме што нема ковид мерки, доколку се случи да има, ќе бидете благовремено известени. Во моментов се е во нормала. Она што сакам да го споменеме, веќе ситно броиме до почетокот на денот, односно пречекувањето на првачињата и нивните родители, најголем предизвик е овој ден за нив, но вие сте подготвени за да ги пречекате, да им посакате добре дојде? Исто и ние наставниците сме возбудени, како и родителите, како и првачињата. Ова ноќта пред 1 септември секогаш е возбудлива, посебно за првачињата и нивните родители. Спремни сме, спремаме приредба кратка за првачињата. Имаме и специјални гости, направивме се што можевме да го направиме овој ден посебен за нив. Која е пораката за родителите, за учениците, за вашите колеги кои почнуваат година со многу предизвици? Пораката е, би сакала да дадеме се од себе, и родителите, и наставниците, да се трудиме, да учиме за знаење, да учиме да станеме добри граѓани на државата. Значи, оценките да не бидат второстепени, а на прво место да не биде знаењето. Имате полни раца работа ова утро, дотолку повеќе сум благодарна што ни отстапивте неколку минути за разговор во Македонија наутро. Ќе ви посакам успешна и пред се спокојна година. Многу ви благодарам. Се најубаво. Среќен почеток уште еднаш. Среќен, да, нека ни е почетокот на сите нас. Ќе ве ослободиме и ќе ви се заблагодарам уште еднаш за разговорот, бидејќи знам дека полна ви е агендата во текот на денешниот ден. Благодарам уште еднаш. Ние секако имаме информации неколку за нашите граѓани кои што би требало еве да ги знаат на почетокот на учебната година. Стартувавме со информацијата дека почнуваме нова година со предизвици за околу 255.000 основци и средношколци во нашата земја, за разлика од минатите две учебни години кога наставата се одвиваше онлайн и со комбиниран модел, вклучувајќи и физичко присуство. Годинава наставата во новата учебна 2022-2023 година се реализира, како што споменавме, во отворени училишта и без антиковид протоколи и обврска за носење на заштитни маски. Од Комисијата за заразни болести засега потврдуваат дека не се предвидуваат дополнителни мерки, освен оние кои што во моментов се на сила. За учениците споменавме од прво, второ, четврто и пето оделение. Според новата концепција за основно образование,
ќе доцнат учебниците, но ќе пристигнуваат етапно поради измината на наставните програми кои се во различни фази на одобрување, но за да се задржи континуитетот според информациите од Министерството за образование и наука, подготвени се и доставени соодветни материјали за учениците кои ќе учат на почетокот на оваа учебна година. За останатите оделенија се уште важат старите наставни програми како и за средните училишта. Учебниците навремено се доставени. Учебниците од четврто и погорните оделенија покрај печатен ќе имаат достапен и дигитален формат на учебник и тоа на порталот eučebnici.mon.gov.mk. Забележувате зад мене, ситно се брои до почетокот на новата учебна година. Ние секако остануваме на терен. Нашата следна локација ќе биде на селбата Ченто. Одиме во основното училиште Даме Крапчев да провериме докаде се таму подготовките, какво е расположението помеѓу наставниците, родителите и учениците овој 1 септември. Имаме ли прашања студио за ова прво линковско вклучување? Само да констатираме дека и убаво се погоди времето денеска, гледаме сонце надвор, таман за првиот училишен ден да се пречекаат учениците, најмногу првачињата надвор пред училишните згради, во училишните дворови, што е секако супер за овој прв ден. И без ковид мерки? Да. Апсолутно. Знаеш како велат Ваня, кога сите коцки сакаат да се склопат, тогаш се ќе помине одлично. Така. Кики, ти благодариме за ова прво вклучување. Се гледаме ние некаде за 40 на минути додека стасате на втората локација. До тогаш те поздравуваме тебе и теренската екипа на Македонската телевизија. Благодариме.